издание. Падот на американската берза предизвика глобален берзански пад. Трговската војна меѓу САД и Кина го зема данокот. Загуби од милијарди долари. Загрижувачки бројки во САД. Се повеќе малолетни девојчиња забременуваат и стапуваат во брак со возрастни мажи. Надпревар на млади научници во кампусот на Google. Тинејџери прикажаа нови пристапи за поздрава животна средина. Ќе ви кажеме повеќе. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Трговските тензии меѓу САД и Кина почнаа да го земаат данокот. Вчера дојде до голем пад на американската берза, при што беа изгубени милијарди долари. Ефектот бргу се почувствува и низ светот, па денеска со големи загуби се соочија и азиските берзи. Следат вестите од САД и од светот. Јапонскиот индекс Nikkei загуби речиси 135 поени на крајот последниот ден на тргувањето, додека кинескиот индекс Шангај регистрираше пад од 40 поени и загуби над 1%. Вчерашниот пад на берзите во Азија доаѓа неколку часа откако Wall Street објави најголеми загуби во текот на годинава. Само CNP 500 индекс загуби 3%, како и Dow Jones со речиси идентичен пад. Се започна со одлуката на Пекинг да ја ослабе вредноста на јуанот на најниско ниво во последните 11 години. Членството на Северна Македонија во ЕУ би било многу добро за државата. Вака се изјасниле 68% од испитаниците во Северна Македонија во истражување на Евробарометар. 72% од граѓаните се изјасниле дека земјата ќе има корист од зачленувањето во ЕУ, додека довербата на македонските граѓани во Унијата е 57%. Македонските граѓани посочуваат дека двата најголеми проблеми со кои се соочува државата се економската ситуација 35% и невработеноста 30%. Ужалените во Ел Пасо, Тексас, се собраа синоќа во локалното средно училиште во чест на еден од учениците, кој бил меѓу жртвите убиени во нападот во продавницата на Волмарт во истиот град во саботата. Официјални лица велат дека ќе бараат смртна казна за нападот, што го третираат како акт на домашен тероризам. Во периодот од 2000-та до 2010 година речиси 250.000 деца стапиле во брак во САД. Некои од нив имале и само 12 години. Сојузната држава Делавер е првата која забрани стапување во брак за лицата под 18 години. Керолин Пресути има повеќе за оваа загрижувачка појава. Две тинејџерки стапиле во брак од иста причина, но сега живеат различни животи. Кети е омажена за Бен, кого нагалено го нарекува мојот стар сопруг. He's about the same age as my dad. Уште додека била во средно училиште, останала бремена со Зина. Бен имал 30 години, со што ризикувал да биде обвинет за силување на малолетничка. Требаше да оди во затвор или да стапиме во брак. Не звучи како да влеговме во брак од љубов, но го направивме тоа. Го сакам и тој ме сака мене. Само не беше вистинско време. Луѓето ми велеа дека може да направиме абортус, но јас реков нема да го правиме. Реков, така е како што е. Ки излезам од затвор, тогаш незината мајка се согласи да стапиме во брак. Но неволна. Бев бесна, многу бесна. Во тоа време имав и собствени проблеми. Така, Евелин се согласи незината 16 годишна керка да се омажи за 30 годишен маж. Пем Строубридж работи во архивот на општината Пемскот. Незиното име се наоѓа на илјадници дозволи за брак кои се архивирани тука. Имало и 13 годишни. За да стапат во брак, треба да поминат низ судски процедури. Обично се работи за бременост. Ова место стана дестинација за малолетнички бракови. Во 9-то одделение Ешли Данкан се возеше со училишниот автобус кога незината тетка влезе во автобусот и рече: "Слегуве, денеска се мажиш." Се сеќавам дека сите веле оти сум премногу млада. Децата ме прашуваа дали навистина ќе се мажам. Исто како Кети и Ешли беше бремена. Незиниот постар партнер се сочуваше со затвор. Ешли го напушти училиштето, а подоцна се раздели од таткото на двете деца, кои ги доби со него. Тажна сум. Чувствувам дека потрошив многу од мојот живот, а тоа не можеше да се случи. Посакувам некој да ми кажеше колку голема грешка правам. И двете девојки велат дека изгубиле многу од нивната младост. Ешли сега е самохрана мајка која минува низ развод. Кети работи како шеф на кујна, додека се грижи за незината керка и за посинокот, кој е само 5 години помлад од неа. Нивната куќа е полна со миленичиња и со љубов. Но тоа се уште не е она што го посакуваат за Зина.
I didn't like the idea of it at first. На почетокот не ми се допадна идејата за мене и Кейти. Сигурно не би ми се допаднало такво нешто да се случи со моето мало девојче. Со магнети да се исчистат океаните од пластика. Ова е концептот на тинејџерот кој победи на надпреварот што се одржа во кампусот на Google. Млади лица од целиот свет промовира научни идеи од повеќе области. Мишел Квин ги посети нивните штандови. 16-годишната Селестина Венарди од Индонезија го објаснува својот научен проект. Со помош на сензори да се измери нивото на шекер во крвта без при тоа да се земе крв. Тај е дел од тимот составен од 20 тинејџери од целиот свет кои учествуваа на сајмот за наука на Google. Проект со кој освои награда не е нејзин прв научен обид. Пред сегашниот прототип што го испратив на сајмот за наука на Google, всушност имав и еден кој не успеа. Најтешкиот дел е поврзан со истражувањето, но исто така е многу тешко и да се справите со неуспехот. Туан Домен од Турција се обиде со енергија добиена од движењето на гранките на дрвјата да создаде алтернативен извор на енергија за земјоделците. Со ова се напојуваат дигиталните сензори, кои ги следат квалитетот и влажноста на воздухот. Тоа не беше негова прва идеја. Мојата прва идеја беше да се произведе електрична енергија која ќе се искористи за да ги контролираме грешките. Дел од идеите на студентите имаат за цел да им помогнат на лицата со посебни потреби или на луѓето кои се опоравуваат од повреди. Даниел Казацев од Русија сака движењата кои се користат во знаковниот јазик да ги претвори во вистински говор. Создадов технологија која овозможува препознавање на положбата на рацете во просторот врз основа на активноста на мускулите. Целта е да им се помогне на луѓето што користат знаковен јазик да комуницираат. Главната награда од 50.000 американски долари ја освои Фијон Ферейра од Ирска. Создаде нов метод за отстранување на микропластика од водата со помош на магнети. Живеам во место со ограничени ресурси, па морав се да направам сам. За да направам тестирање морав прво да составам спектрометар и микроскоп. Некои од овие тинејџери и по надпреварот ќе продолжат да ги развиваат своите проекти, но организаторите се надеваат дека сите ќе го пренесат својот истражувачки дух во средините од каде доаѓаат. Надпреварувачот застанува на платформа, зема воздух и го исфрла проектилот најдалеку што може. Ова не е опис за олимписка дисциплина, туку се работи за надпревар во плукање семки од цреши. Роман Верховски го следеше необичниот дуел на плукачите на семки во Мичиген. Првенството во плукање семки од цреши во далечина во градот Оуклер започнало пред речиси половина век. Деновиве таму се собираат љубители на оваа вештина од цел свет за да се надпреваруваат. Многу надпреварувачи доаѓаат секоја година, како Кевин Бартс, кој е шампион за 2019, поставувајќи рекорд со тоа што успел да исплука семки во далечина од 16,5 метри. Почнав да се занимавам со ова кога имав 10 години и мојот татко го правеше тоа. Секој може да учествува, бесплатно е. Наутро околу 10 часот луѓето доаѓаат за да се надпреваруваат. Според далечината на плукањето на семките, избираме по 10 најдобри во секоја категорија. Покрај редовните правила, има и помалку сериозни правила. Тие вклучуваат забрана за користење барут, керозин и оган или плукање на црешата преку нос. Многу е забавно. Мајка ми не мисли така, бидејќи смета дека ова не е за девојки. Годинава се одржува 46-тото издание на шампионатот. Организаторката Лин Сейдж вели дека ова е традиција во незиното семејство. Незиниот татко уште пред децении дошол на идеја да организира ваков надпревар. Во 1974 година мојот татко се прашувал што да прави со семките од црешите. Ќе изедеш црешата и нема ништо поприродно од тоа да ја плукнеш семката. Сейдж вели дека традицијата ќе продолжи. Тоа е се за денеска. Го гледавте Ньюслеш на Гласот на Америка на македонски, јас сум Тоше Огњанов. Имајте пријатна вечер, се гледаме утре.
Moscow.